Високи 4,4 милиарди евра ќе тежи државната каса во 2022 година. Буџетот за наредната година е скроен историски најтежок и предвидува повеќе пари без малку за се. Поголеми капитални инвестиции, поголем раст на платите, но и поголемо задолжување и повисок дефицит. Власта е оптимист дека наредната година ќе успее да собере 3,9 милиарди евра приходи или 7,4% повеќе од приходот проектиран за годинава. Тука влегуваат 5% раст во здравство, влегуваат 15% раст на плати во судство, 15% раст на плати во обвинителство. Влегуваат 7% раст на плати во образование согласно колективниот договор, влегуваат исто така пораст на платите во согласно колективниот договор во култура, каде што е поврзано со растот на минимална плата. Исто така имаме раст на плати од 10% во сите инспекцијски служби согласно законот пред 3 години, каде што ова е трета година поред каде се зголемуваат плати. Меѓутоа од аспект на бројот, значи и нивото остануваме на тоа ниво да нема зголемување, значи на бројот на администрацијата. Според министерот, буџетскиот дефицит ќе изнесува 4,3% од БДП или 544,4 милиони евра. Ќе се враќаат и 188 милиони евра по зајмени пари. Од овие 441 милион евра ќе се обезбедат од домашни извори, а 346 милиони од странски извори. Јавниот долг ќе продолжи да расте, и тоа 65,5% од БДП на крајот од годинава. Стабилизација се очекува дури по 2025-та. Имаме еден тренд во наредните 2 години, 22-23 на зголемување на јавниот долг, при тоа че има тренд на намалување на јавниот долг. И истиот во текот на 25-та година, 26-та година ќе биде на ниво од 60% или испод 60%. Министерот не кажа колку точно пари се предвидени за помош на домаќинствата, кои до година ќе се сооча со поскапи сметки за струја, но затоа уверува дека се очекувало стабилизација на енергетската криза и тоа кон средината на следната година. Не е јасно ниту како и од што ќе се покрива загубите на енергетските компании, кои најверојатно ќе паднат на грбот на граѓаните. Ние сме свесни за димензиите на таа криза и сме спремни да одговориме и работиме на тоа. Значи, тоа беше мојот одговор, да не се сватам погрешно во јавноста дека живеам во некој надворешен свет што не знаеме дека има глобална енергетска криза. Таа постои. Инаку за наредната година власта предвидува близу 600 милиони евра за изградба на патишта, железници, односно за доизградба на коридорите 8 и 10. Инаку буџетот сега треба да оди во собрание, но дилемата е дали таму ќе има некој да го усвои со оглед на случувањата на политички план. Премиерот е во оставка, а нема најава за ново мнозинство ниту пак за нова собраниска седница.